Назад во студиото разговараме веќе во продолжение преку Skype врска заедно со доктор специјалист Сашко Олумчев од епидемиологијата, практично со епидемиолог, како што ви најавив, ќе разговараме токму од Гевгелија во живо ни се јавува и доколку сме во можност да оствариме комуникација. Докторе Олумчев, дали сте на линија? Да, Одлично. Ние ве слушаме и ве гледаме. Ви благодариме што одвоивте време да бидете дел од денешното Студио 10 и сакав да разговараме повеќе околу скринингот на учениците, она што вие и го имавте за нашите вести во изјава веќе и коментирано. Со оглед на тоа, на почеток, ајде малку повеќе сега да одиме поопширно. Како го оценувате овој процес на правење скрининг на учениците во средните и училишта? Видете, согласно тоа што ни се случуваше во минатиот период, последните 2 години, ако ги иземеме сите прележани, сите извакцинирани личности, ни остана, значи, уште овој дел од граѓанството, јас тоа го напомнав и минатиот пат во емисиите и на телевизија и така во живо, дека таргет група ќе ни бидат учениците во училиштата и тоа во средните училишта сите ученици и во основните училишта од прилика тие кои се 8-9 оделение, значи малку поголемите ученици, така да болеста, односно вирусот и согласно тие анализи се покажа дека е точно, почна вирусот да се шири токму во таа популација и скринингот кој почнува од денес, барем кај нас, јас пратив екипа од Дојран да скринира деца, е сосема на место. Иако, малку ќе предискусираме тамо поопширно по тоа, ќе треба некои, барем во следниот период, да се направат некои измени. Еве, денес првично нека биде така, значи да тргнеме со скринингот како една метода која е доста добра во откривањето на скриени случаи на болеста во одредени популации. Токму затоа тој се спроведува. Значи, ние сега во овој момент имаме таргет група, тоа ни се учениците, и во таа таргет група која е ризична, Значи, одлично е тоа тргнато, меѓутоа, според мене има секако многу фалинки. Можеби тие ќе бидат коригирани во следниот период, меѓутоа според мене за почеток имаме многу мал процент на опфат, за да ние можеме да извлечеме некоја поука, односно да извлечеме еден квалитетен резултат од тој скрининг, кога веќе го правиме, треба да имаме и бенефит. Еве, да одиме преку примери. Ако имаме само 2,5% опфатени ученици во едно училиште, мислам дека е многу малку за да ни даде релевантен резултат од кој ние би извлекле поука што да правиме понатаму. Барем 10% би бил некаков си репрезентативен пример во една популација, за да можеме ние да оствариме некои сознанија кои ќе го употребиме понатаму за преземање на соодветни мерки за спречување на ширењето на заразата. Колку да одиме баш во тој дел преку бројки и преку примерот. Колку вам ви е побарано да имате, да речеме, бидејќи рековте дека денеска почнавте со скринингот, сте пратиле екипа во Дојран, што значи тоа низ конкретна бројка, да ги тргнеме процентите на страна. Значи, што значи мала бројка, што значи голема бројка? Ако сте ни се уште на линија. Имаме за скрининг одредено 7 ученици. Значи, за мене тоа е некако мала бројка која можеби нема да ни даде релевантен резултат. Јас ги испрашав, бев во контакт со раководните органи, ги прашав дали има прележени меѓу тие ученици и се за да можеме барем тој фактор да го елиминираме, да ги тргнеме. Така. Добро. Меѓутоа, и да не се прележени 7 ученици, според мене барем, се многу малку за да дадат релевантен резултат, кој ќе ни каже што понатаму. Така. Според мене, минимум 10% од популацијата која испрашува. Дали ние се уште докторот Олумчев на линија? Доктор? Да. Имаме прекини, се извинувам, вршат звонат телефоните стално и така. Нема гајле, може да ставите на опцијата Do Not Disturb од ролетната надолу кога ќе повлечете. Така. Не е проблем никако. Важно ве слушаме во однос на она што ни е суштинска на муабетот. Кога сме веќе кај бројките, кај учениците, докторе, она што и вие го споменавте, а и голем дел од родителите во разговорите кои што ги имаме ние како медиуми преку новинарите и веќе и лично сите знаеме некој кој што раскажува своји видувања,
Најголемата критика оди кон моментот на тоа дека за примерок за истражување, за правење скрининг, се земени ученици кои што туку што биле прележани или пак биле во изолација поради прележување од страна на родителите. Дали ваквиот пристап го става под знак прашалник резултатот од скринингот? Па видите, ако одиме со вакви мали проценти и ако во тие мали проценти на опфат ги ставаме, односно прележените, односно туку што прележените, тогаш резултатот нема да ни биде точен. Нормално. Затоа треба малце по адекватен пристап. Значи, кога веќе се одредуваат учениците, треба да се остави опција. Да, кога се подпишува согласноста, тие ученици, односно родителите на тие ученици кои се малолетни, дадат изјава дека да, ученикот има прележено тогаш и тогаш, односно туку што излегува од изолација и по автоматизам тие ученици да бидат тргнати од истражувањето и да бидат заменети со некои кои не се прележени, нели, не се биле во изолација, односно не се ни скринирани, не се тестирани во поскоро време. И тогаш, кога веќе работиме со минорни бројки, барем тие бројки да ни бидат точни во моментот. Да ги иземеме тие, за да не ни прават грешка во целосните бројки кои ќе бидат формирани и кои ќе се вадат процентите, за да може да се извлече, нели, оваа хипотеза, за да можеме да ја докажеме има или нема трансфер на вирусот помеѓу училишната популација. Значи, мора да бидат тргнати тие ученици од истражувањето. Да, тоа сакав да го разграничиме, затоа што и голем дел и родители посочија дека тие, например, од оние кои што немаат прележано, а знаат за деца кои што прележале и ви велат како ќе знаеме ние, како ќе бидеме сигурни во однос на сето ова, ако ги скринираме само децата кои што прележале. Мислите ли дека овој пристап кој што го имаме ќе ни даде барем малку соодветни некакви резултати за да имаме, бидејќи она што Министерството за здравство постојано го посочува е дека ниту едно дете досега не е позитивно, ниту еден случај немаме од скринингот позитивен и така натаму, а сепак еве од друга страна ги гледаме овие работи. Мислите ли дека ќе добиеме некакви соодветни анализи или пак ова би ни биле џабе фрлени ресурси? Видете, доколку се прави на начин како што налагаат правилата. За секоја истражување се постават, нели, правила. Кога се прави скрининг во овој момент, зборуваме за селективен скрининг. Значи, постојат типови масовни и селективни скрининзи. Ние работиме селективен скрининг на училишната популација и тоа монофазен скрининг, бареме исклучиво една болест. Не е повеќе фазен да најдеме било што, нели, било каква болест, ние одиме токму за COVID-19. Што значи, скринингот е сосема во ред. Меѓутоа, за да ги добиеме точните бројки, реков, мораме некои фактори кои можат да ни доведат до погрешни резултати да ги елиминираме веднаш, уште на самиот почеток. И сега тука веќе ние уште на самиот почеток правиме грешка со вметнувањето на такви ученици во скрининг, односно неотстранувањето од скринингот на тие ученици кои се веќе прележени. Тие нормално ќе ни дадат негативен резултат. Значи, уште од самиот старт знаеме дека тие ќе бидат негативни. Ние бареме позитивни во овој момент, што значи мораме да ги бареме во популацијата, односно делот од популацијата за која немаме никакви податоци, дека биле болни, дека прележеле, дека се вакцинирани или во моментот биле во изолација. Значи ни треба чиста популација во која ќе бараме и ќе извлечеме поука. Дали имаме или немаме асимптоматски носители во училиштата. Ние токму тие ги бараме. Асимптоматските носители на вирусот кои може да ја шират заразата во училишната популација. Доктор Олумчев, само на тој начин. Да, како го оценувате ставот на одредени родители кои што се однесува на забраната за или недавањето дозвола за скринирање, за земање бриз на учениците? Бидејќи малку е, ајде во делот на вакцините може би и податливо да дебатираме во однос на тоа, но во делот на земањето бриз малку ми е тој чуден момент. Ќе ви кажам зошто е тоа така. Значи, не можеме ние секогаш да бараме виновници во родителите. Зошто? Затоа што малце тестирањето е непријатно. Еве ќе ви кажем уште веднаш. Знаете, сите сте биле подложени на тест. Знаете дека се работи малце за доколку се прави по сите правила на земање на примерок, малку е непријатно. И нормално тука секогаш преовладува тој психолошкиот момент во однос на насоката родител-дете. И обично тие од тој момент тргнувајќи се
противат на скринирањето на децата. Што е број 1? Потоа се плашат од стигматизацијата. Знаеме, тоа уште одамна се провлекува кај нас во нашата популација, дека добро, ако моето дете биде позитивно, што? Ништо. Значи ништо. Тоа е добро, ако се скринира, ако се фати позитивен ученик кој е асимптоматски, веднаш ќе го ставиме во изолација и ќе го пресечеме сенџерот на ширењето на зараза. Меѓутоа, во сите испитувања, исто како што е и кај скринингот, како едно од истражувањата, постојат тие кост бенефити. Значи ние имаме бенефит во тоа што ќе најдеме позитивни и ќе го спречиме ширењето на заразата, но имаме и фалинки, односно ќе платиме цена од страна на, како да го кажеме, тој ќе биде психолошки трошок кој ќе го платат учениците, односно Така. Во однос на тоа, да, баш во ова прашање тоа ме интересираше, затоа што токму како што споменав, на пример, може ние да разговараме податливо и да дебатираме за вакцинирањето на младите и слично. Ме интересира каков е вашиот став по однос на вакцините кога зборуваме веќе за малолетните лица, со оглед на тоа дека овој процес оди малку доста побавно и дополнително, на пример, дали се слушаме, доктор Лумчев? Аха, во моментот веројатно друг има на линија некој, но во секој случај имаме уште неколку минути можност, ќе ми дадат и... Да, доктор Лумчев, дали ме слушате? Поради тоа ми се случуваат ваквите, како да кажам, во наводници, ваквата одбивност кон самиот акт на скринирање. Значи, се си има своје објаснување, меѓутоа требаше можеби малку да се поработи на тоа, да се едуцираат родителите, да сватат која е поентата и кој е бенефитот за самата популација во целина. Кажете ми, кој е вашиот став во делот на кога, баш во овој дел на едукација, баш во овој дел кога разговараме за малолетните, вакцинирањето на малолетните, бидејќи родителите генерално и кои што немаат никаков проблем со вакцините за себе си и за сите околу нив, може би имаат и дискусии и отвораат дебати дека не би ги вакцинирале собствените деца поради тоа. Па видите, јас веднаш ќе го кажам мојот став, јас сум татко на 3 деца, 2 полнолетни, 1 малолетно, значи сите се вакцинирани, дури и малолетното, која има 12,5 години, комплетно е вакцинирано со 2 дози. Така од таа страна јас немам никакви предрасуди. Сопругата ми работи во образование, значи имаме прекрасна соработка во тој дел, значи знаеме како се случуваат работите, така да преку тој дел јас ги едуцирам учениците како треба, односно и родителите како треба и како јас би направил. Значи секој има право на своја определба, демократско општество. Меѓутоа јас им кажувам со личен пример што сум направил јас и моите препораки, односно моите предлози ги пренесувам на другите со објаснување дека бенефитот од вакцинацијата е многу поголем отколку од самото заразување. Точно, нели? Сите кои се прележени, претпоставуваме дека ќе имаат многу подолготраен и поквалитетен имунитет. Меѓутоа вакцините како вакцини се покажаа како изворедно оружје во градењето на колективниот имунитет, но и во самата клиничка пракса, бидејќи ние и клинички помагаме тука. Значи сите што ни беа реинфицирани, вакцинирани, поминаа многу лесно и смртноста беше речи занемарлива во однос на тие кои не беа невакцинирани. Значи бенефитот од вакцините за било која возраст апсолутно е неспорен за мене. Значи тие се број 1 оружје со кое ние ќе се справиме со вирусот. Лекувањето е секогаш најлошата варијанта и најскапата варијанта и чини не само пари, туку чини и друго, и животи, и здравје и така натаму. Така. Она што сега веќе кога го споменав това ми дадовте и шлагворд таман за следното прашање, молнупиравирот е лекот за кој што и мене ми е малку сум сега и во двоумење зошто Министерството за здравство одеднаш го објавува тоа на својата интернет страница, на својата официјална владина интернет страница како единствениот лек против COVID-19, со што веќе, например, и од комуникацијата со гледачите која што ја имав во текот на вчерашниот ден на контактната емисија беше зошто да се вакцинираме кога еве имаме лек. Иако моите брифови велат дека тој лек се уште на чекање на листата на Агенцијата за храна и лекови на САД за одобрување, но и дополнително дека да, помага, но во процесот на веќе инфицираните случаи кои што доаѓаат при хоспитализација, или дали имате читано нешто околу ова или не?
Видете, молнупиравирот е нешто најново, меѓутоа студиите докажаа и покажаа дека зборуваме за релевантни студии од овластени институции, дека има ефикасност од 50%. Тоа е страшно добра бројка во случај кога се работи за нов лек и особено кога се работи за таква опасна болест како што е COVID-19, во кој видовте што ни се случуваше, колку смртни случаи имавме. Меѓутоа, тука ние мора да разграничиме една работа. Значи, лекувањето и вакцинацијата се две сосема различни работи. Лекувањето е завршна фаза, значи куративен дел, каде што се бориме за здравје и за живот на пациенти, и тогаш трошиме и ресурси, и пари, и лекови, и не знаеме каков ќе ни биде исход. Додека вакцинацијата е превентивна мерка, која го штити населението од добивање, односно на болеста, или ако ја добијат болеста, дека ќе помине со еден побанален тек и со што помалку смртни исходи. Така да, ние мораме тие да ги, како да кажем, да ги водиме во комплет превентивата и куративата. Иако јас сум превентивец, секогаш ќе ја бранам превентивата, затоа што сите модерни држави најмногу инвестираат во превентивата. Значи, ние да го зачуваме здравието, да не стигне пациентот до болница. Стигне ли до болница, веќе тука ќе се употребат сите средства и најмодерни, можеби лекови и се. Меѓутоа, трошоците и исходот никогаш не се знае. Додека вакцината ви гарантира, ако не со 90% заштита, меѓутоа ви гарантира со 50-60% дека вие можеби ќе се заразите, но ви гарантира дека ќе поминете со многу полесна клиничка слика и со многу помал ризик од хоспитализација, односно не дај Боже смртен исход во однос на невакцинираните. Не можеме да тука вие треба да знаат луѓето, значи се вакцинираме, меѓутоа не значи дека нема да заболеме. Тоа е мит, дефинитивно. Значи ниједна вакцина нема 100% ефикасност. Меѓутоа гарантира дека ќе имате вие солиден имунитет со кој организмот ќе се справи со болеста на многу побрз и поефикасен начин, со што помалку последици по понатамошното здравје и живот. Што значи, што би се рекло, не треба да го земеме појавувањето на молнупиравирот веќе, не треба да го земеме како оној стандарден пристап кој што ние го имаме како таблетоманска нација, дека одеднаш лапни си апчи и ќе го завршиме проблемот. Не, апсолутно никако. Тоа сакам да го разграничиме, затоа ви го спомнав така. Со фавипиравирот, кој беше на почетокот, вели актуелен лек, даде резултати, не велиме не. Меѓутоа, нека и сите, секој организам си е различна единка, различна конституција, која можеби поголем дел од луѓето и нема да дадат одговор на тој лек. Еве и самите на институции релевантни кажаат дека има 50% ефикасност, што значи половина од популацијата на која е даден лекот неедноставно не реагирала на него и веќе не можеме ништо да направиме. Најдобра е превентивата, да ние не дојдеме до болест. По пат напред, најдобрата нели опција ни беше носењето на маски, што беше и најевтина и најефикасна и се покажа дека е најдобра. Ние мораме да се вратиме на дисциплината. Значи, носењето заштитна опрема, држање растојание, вакцинацијата, а потоа да размислуваме за чудесни лекови. Не дај Боже да стигнеме во болница па да бараме лекови. Подобро е да не стигнеме во болница, а за тоа ни гарантира вакцинацијата на населението, односно билдањето на самиот колективен имунитет. Дали по вештачки пат со вакцинација или по природен пат, тоа ни е најдобрата опција. А за лекувањето, понатаму. Нема веќе да ве задржувам уште долго, докторе, при крај сме. Каква е состојбата во Гевгелија и Гевгелиско регионот моментно околу пандемијата? Па во моментот ние имаме една стабилна епидемиолошка состојба, значи тоа што ни беше надолната крива се исправи, имаме една хоризонтална линија на заполени, имаме нови случаи, меѓутоа поголемиот дел од случаите се со минорни симптоми. Така. Со минорни симптоми, таму застанавме во тој дел во објаснувањето. Дали се слушаме се уште со докторот Олумчев? Докторе? Дај режија, дајте ми знак кога сме прикрај да знам, јас можам да утре да си правам муабет со докторот, ако ништо друго. Да, прашањето за молнупиравирот беше многу исклучително важно да се спомене по информацијата и за излегувањето која што доаѓа токму од страна на Министерството во текот на вчерашниот ден и веќе огромната заинтересираност, нели се разбира. Докторе, дали сте на линија повторно? Да. Некаде сме прикрај, режија во однос на денешното издание, само доколку го добиеме докторот ќе ми дадете знак за да се поздравиме. Она што ми се допадна особено на крајот е дека
состојбата во тој регион таму околу Гевгелија и Гевгелиско е стабилна и генерално тука некаде и се и оценките кои што доаѓаат и од останатите епидемиолози. Докторе, дали ме слушате? Е нешто како грипот, сезонска болест која ќе циркулира заедно со другите респираторни болести. Значи за крај само да разграничиме, дали вакцинацијата е се уште единствениот спас кој што го имаме од оваа пандемија? Превентивно да. Значи превентивно так. да, тоа се покажа и дава одлични резултати. Сега нели имаме различни пристапи кон тоа, меѓутоа мислам дека со тек на времето луѓето ќе сватат дека бенефитот од вакцинацијата не само за COVID-19, туку и наназад да се вратиме историски, ќе видиме дека тие секогаш биле првите оружја со кои се нели стимулирал имунитетот кај луѓето да самиот се избори со болест. Така да мислам во моментот и историски и сега ние тоа е единственото решение. Така. Ви благодарам многу, докторе Олумчев, за... Да, благодарам многу за вклучувањето во денешното издание на Студио 10. Се гледаме при наредна можност. Благодарам и вам. Поздрав до гледачите на 24 телевизија. Поздрав, ви посакуваме успешна работа со почетокот на скринингот во Гевгелија и Гевгелиско и при наредна можност и комуницираме. Почитувани гледачи, тука е и крајот на денешното издание на емисијата Студио 10. Се надевам дека уживавте, бидејќи имавме сосема 3 различни теми, а кои што навистина се актуелни, бидејќи секоја од нив допира во другата. Таква ситуација дојде во државата. Останете со телевизија 24, следуваат вестите во 12 часот, а таму и можеби некои исечоци за подсетување за оние кои што не гледале од претходните интервјуа од оваа емисија. Од мене пријатно убав викенд.